Општините во многу случаи се пасивни, некреативни, па дури и неодговорни кога во прашање се нивните трошоци и кога малку ќе им загости, секогаш бараат излез и пари од државата. Оваа пракса мора да застане и тие сметките од сега мора да си ги плаќаат сами. Сега имаме наплив од барање на општини, на јавни институции, на секој возможно да му се субвенционира струјата. Мора сите да сватат дека буџетот е тој. Ако дадете за едно, треба да скратете од друго место. Нема таму непресушен извор на финансиски средства кои што секој ќе си побара и ќе си добие. Во оваа криза секој треба да си го изменаџира сопствениот буџет и да му излезе во пресрет на граѓаните. Ако градоначалниците не можат со ниеден проблем да се справат, тоа зашто се градоначалници? Или да си заминат, да дојде некој кој што знае, или стечени управници треба да се стават. Изјавата на Милевски коинцидира со ставот на владата, која на овој начин одговори на барањето од ЗЕЛС, владата да им помогне на општините во плаќањето на високите сметки за струја. За подмирување на заостанатите обврски за потрошена електрична енергија и плаќањето на фактурите за испорачена електрична енергија е донесена препорака до единиците на локалната самоуправа и институциите во нивна надлежност, како и за јавните претпријатија и акционерски друштва во државна сопственост. Се вели во владиното соопштение. Ова секако не е одговорот кој градоначалниците сакаа да го слушнат, па во општините веќе се прават планови за пренамена на средства, но и за заштедена струја. Како единици на локалната самоуправа веќе имаме направено план за штедење, кој веќе се практикува во јавното осветлување, парковите и другите простори, се со цел за да можеме да направиме некоја заштета и да имаме минимално оптеретување во однос на буџетот. Инаку, почнувајќи од јануари, најголем дел од општините и јавните претпријатија од регионот добија сметки за струја кои се и за 500% повисоки од вообичаените, поради високите цени на струјата на слободниот пазар.